Гласувањето всушност подразбира пролонгирање до недоглед на расправата поврзана со законот за употреба на јазиците. Свесни сте и самите дека сме во предизборен период и партијата која очигледно по сите показатели ги губи следните локални избори, се обидува на секаков начин да добие поен плюс, дури и на собствена штета, како што е во случајов. Ние во овој момент, на прво читање на законот, како што е процедурата по деловникот на Собранието на Република Македонија, зборуваме само за оправданоста од донесување на еден ваков закон. Сите забелешки, сите можни амандмани, дали кога зборуваме по однос на законските одредби, дали кога зборуваме за јазичните или лингвистичките решенија кои се понудени во законот, може да бидат коментирани и да бидат подобрени за време на второто читање, кога е и амандманската расправа, која ќе има и широка расправа по однос на целиот овој закон, кој е исклучително важен и заради сензитивноста на граѓаните на Република Македонија и заради важноста од завршување на еден исклучително важен процес. За тоа жалиме, но сепак ние како движење БЕСА ќе го гласаме и ќе го поддржиме, а кога ќе ни се даде можност ние тоа да го решиме, ќе го решиме во најдобар можен случај, ќе бараме консензус во сите политички партии и еднаш за секогаш да се затвори. Фактот што ДУИ ВМРО разговара 30 дена и главна тема на дебата за формирање на владата им било јазикот, употребата на албанскиот јазик, тоа значи дека има расположение и кај нив. Значи, мислам дека е многу битно каков е пристапот кога сакате еден проблем да решите. Дали сакате на сила да одите или сакате на вистина тоа да потрае.